Ја и ти се знаем уште од 2017, мислам. Бевме на лидерски камп заедно, YMLP, Young Men's Leadership Project, и уште од тогаш сме блиски, поготово кога и двајца сме у Скопје сега. Така. Колку, например, од таму и да почнеме, бидејќи баш сакам за тоа да поразговараме, бидејќи јас сметам дека е важно, ама колку тоа вон училишно образование, тие некои надвор активности кои што самиот ти, знам за мене колку беа важни, ама колку беа важни за тебе тие некои работи кои што ги правеше што средно, за да доеш до таму кај што си сега со размислувањата, со начинот на кој што живееш, со работите што ги правиш, со погледот кој го имаш. Тешко е да се измери колку ефект има врз еден човек, а не па врз сите. Мене лично YMLP кампот и сите други активности вон училиштето, особено во средно, беа клучни. Толку многу шанса ми даде да ги извежбам лидерските способности, организирање настани, комуникација со луѓе. Те става надвор од комфортната зона дефинитивно и те формира како личност. За камповите особено, мислам дека кога ќе ги собереш најдобрите 70 млади мозоци од државата и ги ставиш на едно место, има што да се добие од тоа. Многу од конекциите денес, еве како што седам тука, се потекнуваат од таму и затоа мислам дека е прилично битно да се биде вклучен во истите. Да, и за мене едно од работите кои што барем мене ми представува од големо значење тие исти кампови кои што беа лидерски кампови, беа кампови на кои што имавме луѓе од секаде низ Македонија, од секоја националност, мислам дека имаше на тие неколку кај што ја бев. Ама тоа е времето кај што и јас самиот почнав да размислам за овие работи за кои што и денес имам можност да зборам со луѓе на овој подкаст. Бидејќи имавме доста можности да знаеме повеќе не само за лидерство, туку и за колку е важно да имаме и добро ментално здравје и да се грижиме за самите себе. Ние се знаеме баш пред тој период, се запознавме на сам токму тој период што би се рекло. И еве баш со Бајлео размислував, ти ќе бидеш валјда трети гостин кој што го имам овде е алумнај на YMLP. Или за оние што не го знаат, YMLP беше и се уште е, мислам дека сега постојат напори за да се рестартира програмата. Е Young Men's Leadership проект на YMCA и Peace Corps. И таму ние се запознавме, заедно сме биле на неколку кампови за лидерство на Шула Мина во Крушево. И од таму се знаеме и би сакал таму и да почнеме некој подлабок разговор за ова, бидејќи сметам дека голем дел од тие активности што сме ги јас сум ги правил надвор од дали тоа било училишна активност или нешто по фиксно, тие вон училишни активности, вон училишно надоградување, колку само тие тебе ти влијаеле и дали уопште ти влијаеле на некој позитивен начин и во насока на посвесно размислување за одредени работи? Па да, мислам да, првин YMLP беше стварно убав период и убава приказ на што живеевме, беше на некој начин рутина секое лето да сме вклучени на еден или на друг начин преку разни улоги во самите кампови и проектот. Па мислам дека она што е клучно да го напоменеме дека тоа е вид на неформално образование, нели си го имамо на формалното кое што ни е дел од секојдневието. И баш како такво формалното образование нели не прави корисна единка во општеството во кое што припаѓаме. И од тие причини неформалното дава прилика нели да станеме по креативни како индивидуи и како индивидуи уствари да она кое што ни е нам од интерес да го развиваме понатака, дали тоа било спорт, дали тоа било лидерски капацитети и способности. Јас тие кампови лично ги
многу ги обожавав да бидам таму. Многу ми беше убаво да се спознам со нови луѓе од целата држава, различни етнички заедници и така натаму. И навистина сватив една многу битна компонента во општеството, кое што е самото лидерство, значи да умееш да раководиш со тим на луѓе, секој во тимот да се чувствува вклучен, дека има важна единка, важна компонента и така натаму. Така да таму и впрочем имав прва прилика да работам со млади, да бидеш да речеме на некој начин ментор и тоа ме воведува во некои други води во кои што денеска сум активен. Да. Една интересна компонента која што и после ќе збориме за нејзе, која ќе дојдеме да збориме за тоа што ти денеска го работиш, ама тоа е што барем мене ми беше интересно што еве јас од истокот или од Струмица, југо-источен регион, немаш контакт со млади од цела Македонија. И интересното е што, например, единствен јазик кој што го зборевме на YMLP беше англискиот. Бидејќи е јазик кој што сите го знаеме, зошто сега ние да се разединуваме дека окей, јас со Ненад ќе зборам бидејќи ние можеме македонски да збориме, ама со некој од Тетово или од Гостилар нема да можам да зборам бидејќи не знам албански. И тоа ми беше интересен аспект кој што и една од работите кои што стварно ги сакав за YMLP беа тоа дека и покрај сите ние некои разлики што ги имаме, баш поготово дека во тој период беа доста популарни расправите за јазици и се тоа, беше ќе идам на шула, мина ќе збориме англиски и ќе се разбереме едни со други, ќе имаме убаво време едни со други, ќе се надоградуваме и ќе учиме малце повеќе за нашите култури, за нашите работи, лидерство, како да станеме подобри лидери или учесници на заедницата. Да, мислам, тоа комплетно се согласувам кога го спомна за јазиците, бора терминот, кога се збореше на друг јазик, па мораше да се вратиме да збориме пак на англиски. И мислам дека тоа доведе до тоа да тие кампови имаат успех на начинот на кој што има, бидејќи едноставно гледаме како секој со своите перспективи доаѓа на тие кампови во Крушево, преку сесиите, обуките што ги поменуваме, ги дознаваш тие перспективи, добиваш идеи за проекти, за соработки и така натаму, и едноставно доаѓаш до моментот каде што сме во денешниот, да речам, стадиум сите ние, односно сме млади луѓе кои што имаат идеи, кои што сакаат да придонесат кон општеството и тоа го прават на начин каде што тоа не е само во својата локална заедница, туку и надвор од неа во повеќе градови, зашто имаме спознанства кои што можеме да ги користиме и да се вмрежуваме. Кој што ова е едно од тие, да. Едно од тие работи, цело 8 години после тоа. Да. Така, ти си личност кој што кажи само да имаш волонтирано, имаш искусено такви работи, секојаш и така и се запознавме уствари преку Glow и YMLP. Поздрав до Виктор и Имка. да. Ама дали и како гледаш ти на сето ова? Колку тебе ти помогна што не остана само, окей, јас сум на економски факултет или еве за мене јас сум на правен факултет, го студирам тоа и не гледам. Да, донесува до можеби burnout и премногу commitments, како е посветена. Ама мислам дека ти дава многу работи кои што понатаму ќе ти помогнат со работа, со живот, со се што следува после факултетот. Вака, мислам дека од моја гледна точка кога се навратам назад, значи волонтирањето и вклучувањето во неформални активности кои што биле надвор од формалното образование, мене ми помогнато многу. Јас не знам како би го опишала мојот живот во последниве 10 години назад, доколку тоа не било дел од моето секојдневие. Сега ништо што сакам да потенцирам тука е многу важно каква личност си ти.
И пошто јас сум човек што сака да го направи нештото за да го научи, сака да сгреши, сака да биде дел од процеси, така најдобро учам. И најдобро учам кога можам тоа што сум го поминала да го пренесам на некој друг. Пошто во многу аспекти кога волонтираш, да, еден процес да стекнуваш со тие вештини, но потоа следува периодот кога ти треба да ги предадеш на некој друг. Така да тоа континуирано се случува. Од тие аспекти многу ми помогнало да направам одредени форми и методологии на како јас стекнувам вештини и како ги пренесувам. Сега мислам дека не можам да кажам дека да не волонтирав јас, немаш да ми се случи ова или да можеби не требаш јас да се запишам на факултет, не го сметам тоа. Мислам дека треба формалното и неформалното образование треба бидат комплементарни едно на друго. И денес во формалното образование се внесуваат доста методологии од неформалното образование со цел да се збогати начинот на како се пренесува знаењето и се обработуваат одредени теми и области. Конкретно можам да зборувам за себе и за моето искуство на економски факултет. Го избрав факултетот ради тоа што сметав дека, мислам барем кога разгледав програмата, ми изгледаше дека кога ќе излезам од предавање, дека можам тоа што го учам на тоа предавање да го применам. И така и беше во многу аспекти, значи можеби не веднаш директно, но можев да тоа што го учев за време на предавањето, преку волонтирањето и улогите кои што ги има во организациите, да ги тестирам теориите кои што ги учам, областите кои што ги обработив, особено во маркетингот и комуникациите, пошто голем дел од моето професионално искуство, но и од аспект на волонтирање ми било во делот на комуникација. Таму најмногу сум се пронашла и се пронаоѓам и ден денес. Така да за мене беше многу комплементарно искуство. Мислам, стекнував формално знаење и потоа имав можност тоа да го пробам преку активностите во организациите во кои што волонтирам. Значи може да видам како тоа изгледа и да грешам во средина каде што тоа е прифатливо, што е многу важно. Кај нас има отпор кон грешки, е нормално тоа, нели, но не е убав процес да се помине како таков. Но економски факултет мислам дека кај мене е поспецифично тоа што имаше професори кои што градеа многу добар однос со нас. Тоа многу ми се допаѓа бидејќи со нив денес и надвор од факултет се уште сме во комуникација. И многу ми е мило што беа отворени да не доближат до нови можности, да не спојат со контакти. Така да тоа ми помогнало од многу аспекти и биле отворени да ме помогнат во активностите кои што сум ги правела надвор од факултет. И имале многу разбирање за нели која сум јас и како делувам и што е она што ми значи. Така да кај мене е можеби позитивно искуство, но за секој е нели различно. Некој можеби направил избор да продолжи на студии каде што можеби не се пронаоѓа. И тоа е потешко, нели, подоцна сваќаш. Јас можеби сум имала среќата да изберам нешто кое што и денес е дел од тоа што професионално го градам. А тоа се комуникациите, стратегиите, градење на односи, градење на заедници. И сега, например, настаните и активностите што ги правиме во Стартап клуб Скопје, во голем дел се нели поврзани со тоа што сум го студирала. И така да за мене многу ми е мило што сум имала можност да имам искуства надвор од факултет. Секој треба да одлучи што е тоа што му е најважно, но сметам дека и секој треба да си даде шанса да излезе надвор од својата комфорт зона и да искуси нешто поразлично.